Здраво и добредовте во шестото видео од бесплатната програма на Баре работа со Мастер LinkedIn. Би сакала да ви честитам затоа што се скоро до половина од програмата и во следните видеа веќе ќе се фокусираме на интервјуа и како вие да можете да најдете работа, а потоа од кога ќе најдете работа, како да го менаџирате вашето време и финансии. Па, тука би сакала да ве поканам да се претплатите на нашиот канал и исто така да не поддржите. Со самото тоа ни помагате да донесеме гости во програмата, да направиме повеќе бесплатни ресурси за нашата заедница и да можеме да ви дадеме повеќе стратегии и ресурси кои што вие самите ќе можете да ги потребите. Во минатото видео веќе наведовме неколку совети за како можете да се подготвите за интервју. Денеска ќе ги подлабочиме тие совети и ќе ви дадеме конкретни примери како вие можете да одговорите на најчесто поставуваните прашања на интервју и ќе ви дадеме дополнителни примери за како да се спремите за интервјуто. Па со тоа ќе почнеме со првиот дел, односно кои се најчести прашања за интервју и како може да ги одговорите. Пред да навлеземе во тоа, сакам само да ви напоменам. Подготовката за интервју процесот е клучна за да имате успешно интервју. Иако делува на почеток дека подготовката не е толку важна или пак дека подготовката може да биде директно на интервјуто, тоа не е така. Најчесто кандидатите кои што се заинтересирани за интервјуто, се кандидати кои што имаат спремени одговори и исто така ги имаат размислено овие прашања. Па, на база на тоа, ние сакаме да ви дадеме неколку стратегии кои што може да ги употребите за најпоставуваните прашања. Но тоа не значи да се земат овие темплети и да се искористат вербатим, односно да се земат и да се искористат точно така. Туку целта е ние да ве опремиме со свесност дека е важно да се подготвите за интервју, а воедно и да дадеме алатки кои што вие ќе може да ги употребите. Сепак, да бидеме реални, важно е за да имате успешно интервју, вие самите да се подготвите пред. Затоа што со самото тоа што вие ќе бидете подготвени, ќе имате чувство на самодоверба, чувство на сигурност и чувство на знаење во себе си, дека вие сте сигурни во тоа што го кажувате и исто така сте подготвени за овој интервју. А тоа е нешто кое што не можеме да го произведеме доколку не го вложиме трудот. Ајде да почнеме со прашањата. Првото прашање кое што најчесто го добиваме е: кажете ми нешто за себе. Ова е често прашање поради тоа што фирмите сакаат да добијат повеќе информации за вашите вештини и знаење. Тука треба да одговорите нешто од овој пример. Јас ќе зборам за мојата индустрија и ќе зборам за моето искуство. Овој пример, значи, може да го употребите и вие, но ќе треба да ги смените информациите. Пример, јас сум Елена Костовска, работам во проектен менеджмент веќе 5 години. Со мојата работа имам искуство во Asana, Trello, ClickUp, Jira, Confluence и имам искуство менеџирајќи тимови од 5 до 50 членови со буџети од 1 до 5 милиони. Со самото ова, додека работев во овие институции, јас покажав раст на компанијата преку маркетинг одделот за 20 до 50%. Што направивме тука? Кажавме кои вештини ги имаме, проектен менеджмент, под тука се подразбира тимска работа, комуникација и адаптабилност и стратегија, софтверски алатки, Jira, Confluence, Trello, Asana, ClickUp, ефектот на мојата работа 20 до 25% раст во компанијата, тимови со кои што работам 5 до 50 членови на тим и буџети 1 до 5 милиони. Ова кажува доста за работно искуство и за самата организација. И сега, нормално дека овој пример е пример кој што го користам од проект на кој што имам работено, кој што бил доста голем проект и доста впечатлив. Не сите проекти ќе бидат вакви, но тоа не значи дека овој темплет не може да се искористи и за поедноставен пример. Пример, јас сум, карикирам, измислено име и презиме. Јас сум Елизавета Трајчевска, работам графички дизајн. Моето искуство со графички дизајн се состои од работење на волонтерски проекти во една или две организации кои што тука може да ги ставите и потоа. Мојата работа е во Figma, Adobe Cloud и други дизајнерски софтвери како Canva. Иако Canva примерно не ја користам, но ова организацијата било потребно. За време на мојата работа таму графичкиот дизајн не само што се подобри, туку зголемивме присуство на социјални медиуми за 30%. Гледат, ќе забележите дека темплетот на овие е ист. Целта на ова е да дадеме детално објаснување за нашите вештини, софтверските алатки кои што ги користиме и резултатот од нашата работа. Па со ова ќе преминеме на следното прашање. Ова е исто така често прашање: зашто сакате да работите во нашата компанија? Прашањето зашто сакате да работите во нашата компанија треба да се одговори на начин каде што ние покажуваме информации за одредена компанија. Компанија која што сме користеле претходно
во нашите примери YouTube видеа и Native Teams. Па тука би нагласила неколку работи доколку би го добила ова прашање од Native Teams. Сакам да работам во вашата компанија поради тоа што нуди иновација за коравени процеси и сметам дека со самото тоа ќе продлабочам мојата способност да работам во иновативно поле. Исто така сакам да имам интернационално знаење како компанија која што постои во голем број на држави, сметам дека со тоа ќе добиам поголемо знаење за различни култури и тематики и ќе можам да работам на поголеми интернационални проекти. Целта што е тука? Целта е да се кажа кои се клучните аспекти во кои што компанијата на некој начин си има истакнато, затоа што на крајот на денот секоја компанија заработува од нејзините вредности и производи или услуги. Па од самиот тој аспект, ако ние ги извлечеме клучните аспекти, во овој случај иновативност и интернационалност, и ги наведеме во одговорот, ние покажуваме дека сме се спремиле. Што е целта тука? Да се информираме за компанијата пред да седнеме интервју, за кога ќе дојде ова прашање, да имаме детален одговор кој што е создаден од целите на компанијата, вредностите на компанијата и воедно нивните производи или услуги. Ова може да се направи доста едноставно, само ако се внесе време и труд во подготовката. Уште едно прашање кое што е доста често и сметам дека исто така би било добро да го покриеме е: кои се вашите силни страни и кои се вашите слаби страни? Ова прашање ве советувам да не го одговорите со: мојата силна страна е дека сум организиран, а мојата лоша страна е дека сум перфекционист, затоа што толку сакам да ги направам работите добри, што некогаш ми треба премногу време. Ваквите одговори се површни. Тоа што треба да го направите е да дадете одговор кој што е истрен и исцел. Например, мојата силна страна можам да кажам дека е мојата наклонетост кон емпатија и екстровертност. Со тоа можам многу лесно да одржувам голем број на повици во текот на денот и активно да слушам и да помогнам на членови од тимот. Мојата лоша страна е дека некогаш внесувам премногу детали во изработката на одредени проекти. Работам нова со тоа што го намалувам бројот на карактери кога се работи за текстуално објаснување, ги скратувам состаноците кога тоа е потребно и гледам извештаите да бидат максимум 1 до 2 страни. Што кажавме тука? Кажавме позитивна страна, пример каде позитивната страна функционира. Негативна страна, пример каде негативната страна функционира. Целта на овие прашања е да дадете конкретни примери. Доколку вашиот одговор е многу долг или многу филозофски, делува кога е генерален одговор. Компаниите сакаат да добијат конкретен и јасен одговор. Колку по-јасен и директен одговор компанијата ќе добие од вас, толку е поголема шансата таа компанија да започне со работка со вас. Сега едно прашање за кое што често сите се смееме. Каде се гледаш за 5 години? Ова е често прашање каде што повеќето кандидати мислам дека даваат одговори кои што најчесто не се поврзани со компанијата. Пример, се гледам во таа и таа држава, би сакал да го знам тој и тој јазик, би сакал да ги посетам тие и тие места. Најчесто ова прашање е едноставно во која улога се гледаш долгорочно. Сите не имаме кариерен пат кој што почнува, пример, да кажеме дека сакаме да работиме во маркетинг. Почнувам во комуникации, па преминувам во social media manager, па оттаму во senior social media manager, па оттаму, значи, во маркетинг менеджер. Значи, целиот овој процес е нашиот кариерен пат. Кога компанијата ме прашува каде се гледате за 5 години, сака да знае доколку сте во IT, дали се гледате како team lead или како архитект, доколку сте во маркетинг, дали се гледате како маркетинг менеджер или како senior SEO specialist или можеби senior social media specialist. Која е идеологијата позади вашите позиции и како вие истите би сакале да ги нагласите. Тука треба да нагласиме работа која што ние сакаме да имаме во иднина и како таа се спојува со целите на компанијата. Например, јас се гледам себе си доколку се работи за маркетинг менеджер позиција, јас се гледам себе си како VP of marketing или како генерален директор на маркетинг во компанијата во наредните 5 години. Поради тоа што сметам дека во оваа компанија можам да растам, можам да добиам повеќе знаење и да добиам интернационална пракса и искуство. Понатаму би сакал да растам и да бидам дел од клучниот тим во компанијата и еден ден би сакал да бидам член на бордот. Тука би додала и една забелешка. Јас често овие позиции кои што ги комуницирам ги кажувам на англиски затоа што во овие професии позициите се така именувани. Секако најдобро е вие да истражите за вашата позиција пред и доколку се работи за локална компанија, ве советувам да ја именувате или нагласувате позицијата како што е наведена во огласот. Па за тоа ќе преминеме на следното прашање. Следното прашање е: дали вие имате прашање за нас? Ова е прашање кое што може многу да покаже колку кандидатот е заинтересиран за позицијата. Кандидатот што е вистински заинтересиран за работната позиција го интересираат многу работи. Како компанијата го мери успехот? Што се очекува од мене како работам во првите 6 месеци? Дали имам одредени метрики за успех кои што ќе треба да ги исполнам? Како функционира тимот во моментот? Која е хиерархиската позиција во тимот и каде јас би се нашол?
или каде јас би се нашла. Самиот овој момент покажува дека веќе личноста размислува како ќе се снајде во таа работна средина и кои ќе бидат нејзините клучни успеси, позитивни или негативни, за таа истата да се истакнува. Ова прашање е доста лесно да се одговори ако се замислиме дека ние сме веќе дел од организацијата. Со самото замислување дека ние сме дел од организацијата, веќе ќе почнеме да имаме одредени прашања. И со самите тие прашања можеме да ги запишеме пред интервју и да ги спомнеме на повикот. Со самото спомнување покажуваме дека ние веќе сме го замислиле тоа и сакаме да се фокусираме на истото да се оствари. За крај ќе дадеме два брзи совети со тоа што би сакале да се фокусираме на два аспекти кои што сметаме дека се доста важни. Првиот, бидете внимателни со невербална комуникација. Вербалната комуникација е 30% од говорот. Невербалната комуникација е 70% од говорот. Како се позиционирате за време на повикот? Дали сте исправени и го гледате соговорникот во очи? Дали покажувате внимание? Дали имате потврдна реакција на телесен говор кога слушате нешто или имате целосно незаинтересиран говор кога се работи на интервју? Дали може да ги воочите разликите доколку и јас за време на ова видео имам поинаков тип на body language, односно говор на тело, каде што не се поставувам кога да сум заинтересирана за видеото, наспротив, доколку јас покажам заинтересираност за видеото и покажам активен говор на тело кој што покажува заинтересираност. Од тој аспект говорот на телото е важен и ова може да го подобрите со тоа што ќе се фокусирате на соговорникот. За ова е едноставен советот. Одржувајте контакт со очи, покажувајте интерес, насмевнете се кога тоа е потребно или би било прикладно во ситуацијата и имајте позитивна интеракција во текот на интервјуто. Вториот совет е исто така доста едноставен, го спомнавме и во претходното видео, но би сакала уште еднаш да го напоменам. Секогаш е добро да покажете благодарност по завршетокот на интервјуто. Особено во денешниот пазар на труд, каде што рекрутерите се преплавени со апликации за работа и исто така интервјуа. Кратко искажување на благодарност, каде што вие пишувате кратка порака по интервјуто, каде што кажувате дека ви е задоволство дека сте имале шанса да присуствувате и се надевате на можна позитивна заработка, е повеќе од доволно да покаже дека вие сте заинтересирани за работата и сакате да инвестирате време и енергија во истата. Како и секогаш, ви благодарам за вниманието и се гледаме во следното видео.